Благодарам, почитуван државен секретар на Министерството за земјоделство, шумарство и водостопанство, Реџал Исмаили, почитуван директор на платежната агенција Бачовски, почитуван заменик директор, почитувани представници на Министерството на платежната агенција, почитувани жени земјоделки, почитувани представници на медиумите. Денеска остваруваме уште или реализираме уште едно ветување. Рековме дека ќе им бидеме силна поддршка на жените од руралните средини, на вредните домаќинки кои работат и создаваат во сите наши рурални средини, онаму каде што им е домот и семејството. Нашата заедничка приказна започна во 2019 година, кога креиравме посебна мерка во програмата која што наменета беше токму за вас. Како Министерство, нашето активно залагање за родовата еднаквост со поголема сериозност започна со потпишувањето на декларацијата за подобрување на социјалната и економската положба на жените од руралните средини, се сеќавам во 2019 година, каде што Министерството заедно со Министерството за труд и социјална политика, со останатите наши партнери, Националната федерација на фармери, сите оние кои што се вклучија во тој период се заложивме токму низ тоа отворено партнерство при креирањето на политиките и тогаш започна токму или се создадоа условите за реализација на истата. Истата година се потпиша меморандумот за соработка со UN Women, од каде што произлезе формирањето на посебна работна група, составена од повеќе представници на различни државни научно-образовни институции и земјоделски здруженија. До сега за оваа мерка беа објавени 2 јавни повици, а интересот кој што се потврдува или се покажува на истите огласи ја потврдува и постигнувањето на целта која што ја имаме замислено. Да, жените од руралните средини, жените земјоделки да добијат посебна мерка и посебна специфична поддршка. Првиот јавен повик беше реализиран минатата година со доделени договори во износ од 3000 евра на околу 250 апликантки. Успехот и интересот на истата кој што се покажа, значи и доверба кон Министерството, кон институциите, кон платежната агенција, кон целокупниот наш сектор, но тоа пак беше мотив од друга страна да при посетите кои што ги имавме, да се слушнат и коментарите и сугестиите и да ја зголемиме и поддршката за 100% и да повторно биде распишана мерката така како што беа и барањата. Денеска сме овде повторно заедно за да посведочиме повторно на уште еден успех, на потпишани нови 70 договори од вториот јавен повик кој што беше токму во текот на оваа година. Со истиот предност им се дава на жените земјоделки регистрирани согласно Законот за вршење на земјоделска дејност и Законот за пензиско и инвалидско осигурување. Со ова фокусот го ставаме на поддршка на жените кои што се вистински земјоделки и на кои земјоделското производство има основна дејност. На повикот имаат аплицирано 132 апликации и како што веќе кажав 70 ги исполнуваат условите и на сите им е одобрен грант согласно повикот и согласно мерката кој што може да биде максимум 6000 евра по корисник. Со средствата од грантот, жените земјоделки може да набават опрема за винарство, линии за производство на сточна храна, опрема за производство на мед и пчелни производи, опрема за млинови, молзачки, калапи за сирење, машини за преработка и мелење на месо и останата опрема во преработувачката дејност, со што ќе може да развијат нови производи, нови брендови и нова додадена вредност во македонската економија и тоа токму во руралните средини. Најголем интерес има за набавка на опрема за фарми, за винари, како и за производство на мед, маџун, преработки и сушење на овошје и зеленчук. Особено ме радува што помеѓу апликациите има и дел кој што се за набавка на соларни сушари, на овошје и на зеленчук, нешто што е современо решение со оглед на оваа енергетска криза која што имаме, истовремено е потврда дека со помош на мерките и политиките се развива и модернизира земјоделското производство, што е една од нашите цели.
Сакам да во оваа прилика ги потенцираме и искористиме можноста и за останатите мерки, не само за ова, и за оно што Министерството, Платежната агенција и сите институции во нашиот сектор го работат, особено во период на креирање на нови мерки, нови програми, и оно што постојано го слушате или го разговараме, тоа е промена на моделот на политиките и на програмите, зашто од државата, од Министерството за финансии, од премиерот добивме апсолутна и целосна поддршка при креирањето на буџетот кој што помина минатата недела. Тоа возможува да следната година направиме чекори напред во делот на промена на политиките, но и на нови мерки за кои што во овој период дискутираме, разговараме и се среќаваме со сите земјоделци на терен. Новата програма за поддршка на малите производители на храна овозможува и грантови од 10.000 евра за набавка на опрема за производство и директна продажба, преку која што се очекува развој на нови 2000 мали производители. И оваа нова програма се уведува за прв пат и представува директна поддршка на земјоделците кои своето производство сака да го пласираат на пазарот по принцип на продажба од прак или од фарма, нешто што го возможивме исто така 2019 година, зашто сведочи растот и по број, но и по квалитет на сите овие мали производители. Токму затоа една од промените во политиките е посебна програма за сите овие производители. Жените земјоделки ќе може да аплицираат и за новата мерка од бизнис план од програмата за рурален развој, со што им се возможува да достават собствен бизнис план на отворените јавни повици, кои што за таа цел ќе ги имаме од 2023 година натака, како костур на промената на политиките во руралниот развој, при што сите вие ќе може да аплицирате за тоа што вам ви е потребно, а не да ги чекате останатите мерки. За земјоделците од мал обем пак, новиот модел на субвенционирање повторно предвидува поддршка од 40.000 денари без услов за предавање на производството, што е основа на промената на моделот на субвенционирање, како и авансната или предвремена исплата на 30% од директните плаќања. Се што е потребно е жените, земјоделките да бидат храбри, да ги знаат информациите кои што моментално за кои што разговараме, да имаат бизнис идеи, да направат план и да аплицираат, а ние сме тука да даваме максимална поддршка како институции и во креирањето и во имплементирањето на сите овие мерки и политики и за се она што до развојот на новите програми за 2023 ќе го разговараме, а би бе офатило токму и вас. Драго ми е што свеста во општеството се менува и руралната жена заслужено и со почит се искачува на повисоко ниво на социјалната скала. Ние исто така со нашите партнерски организации разговараме и за промени во политиките на породилното отсуство, на многу нови права за кои што се формира работни групи. Верувам дека ќе има конкретни резултати во периодот што следи. Драго ми е што Министерството, заедно со Министерството за труд и социјала, со VFX, со UN Women, со сите оние партнерски организации, како и Националната федерација на фармери и другите економско-социјални партнери на Министерството, интензивно работат не само на имплементирањето на овие мерки, на тоа што значат новите програми, новите можности за инвестиции и раст на овие мали производители. Особено нас нарадува интересот кај жените и секако дека ќе продолжиме со поддршка да ги креираме и имплементираме сите оние нови законски решенија кои што ќе олеснат вашата работа и кои што ќе ве поттикнат да аплицирате, да ги користите сите овие можности и на крај ние да ги видиме и инвестициите реализирани, но и готовите производи кои што ги правите, така да навистина ни е драго што повторно, како и другите поголеми и позначени мерки, за сите тие договори или повици, договорите, решенијата се даваат тука, а потоа ќе ја следиме и реализацијата и ќе ги користите сите можности кои што ги ставаме на располагање. Благодарам.